Пир, пиреј, пира. Тоа ли ви е првата помисла кога ќе слушнете за селото Пирава, залепено до општинскиот центар Валандово? Таа трева чума нема никаква врска со Пирава. Сушност, името на селото е многу убаво. Зошто? Па еве зошто. Името Пирава има 3 легенди. Што значи првата легенда е местното население кој 1, 2, 3 километра под Пирава живеел таму, ги напаќа некоја болест, маларија, како што зборувал. И доаѓа доктор од Грција. Доктор се викал Пиреја, од Пиреја. Другата легенда е, има една легенда, кога турските војски војуле на Балканот, дошле во Пирава, место населено место, и местното население им приредал гозба. Бидејќи тие били изнемошни од као, па знаеш, војска, борбени работи, таму им препремиле гозба, добра гозба, и па ново место, нели? И се после не правиле прошетка пир и чист воздух ава. И го добил името Пирава. Втората помисла за Пирава се калинките. Тие, кога ние бевме таму, на почетокот на годината, изгледаа вака. Им пројде сезоната. Но Пирава, на работ од плодната Валандовска котлина, што како тенка жица ја сече Анска река, е богата со историја, спомени и легенди. Тука речиси се е историја. Фактите кажуваат дека Пирава датира уште во предантичкиот период, со тоа што можеме да докажеме со ископините на Карталовото седело. Најстарото место кај што било луцирано местноста Карталово седело, бидејќи тука се пронајдени монети од кралот Персеј, кој сите во историјата е запишен дека владеел во 168 година пред нашата ера, до 167 бил заробен. Значи, неговите монети се пронајдени во тоа место, наречено Карталово седело. Има еден точен податок историски со кој можеме ние да докажуваме дека Пирава постоел уште во средниот век, односно денешната црква Свети Ѓорѓе односно манастирската црква е изградена на разрушена рано христијанска црква. Со значи, таа е возобновена од цар Душан, посилниот наречен, и во 1344 до 1349. Значи, во тие 5 години таа е возобновена. Црквата разурната од словените, од словенските племени. И сега на тоа место, кога се изградила таа црква, е даден патронот Свети Ѓорѓе. Значи, ако копнеш малку, ќе најдеш историја на длото на Пирава. Каде да се копне? Било на кое место или на некој камен се наоѓа историјата на Пирава. Тоа е минатото. А што е денес Пирава? Веднаш видовме дека тоа е модерно, урбанизирано село со сите нишани. Си имаат речиси се, па може да се рече дека си и населено место, урбана средина со градски живот. Значи, се наоѓаме во поголемото село, односно најголемото село во општина Валандово, Пирава, со пописот од 2002 година има 1844 житела и околу 465 домакинства. Имаме водоводна која е изградена пред 70-80 години. Селото е снабдено 100% во секое време со пиеќа вода, која ја користиме и за како техничка вода, значи у домакинството. Домакинството се современи, си имат купатила, си имат современи простори за живење. Имаме изградено 2007 година фекална канализација во должина 12,7 километри. Се е решено со отпадните води? Со отпадните води 90 кусур посто е решено, е сега некои мали сокачња кои малку се потешко за изведување, останаа меѓутоа во плане и тоа да се реши и да биде 100% селото опфатено со фекална канализација. Улиците, осветлувањето е максимално, значи, еве гледате на секоја бандера има сијалица, така да Пирава е интересно и ног на време. Пирава е многу сложно село, тоа го покажало многу пати во историјата и по цена да изгубиме нешто, значи. Значи, гордоста е број еден епитет на пировчани. Фали го градот, ама мора да се живее и во селото. Ведри луѓе, весели, со оптимизам. Здраво живо.
Добар ден. Работите нешто? Си работам по дома. Пензионерка, слободна сум и си работам домашни работи. Деца испраќам на школо, пречекувам. Ручек, внучиња си имам. Тука? Тука, кај мене, со синот си живееме, со снајата. Ручек правам. А газата? Газата на нива е. Пензионер исто, ама работи човеко. Шо? Има обоштарство. Колку, шо има? Има јапонски јаболки многу, има праски, има круши, има јаболки обични. Помагани? Синот. На сега дедо? Денеска му помага, не е на работа, иначе на работа е синот, ама денеска е слободен. И заедно 20 отидоа на нива. Може да се живее убаво? Па се живее, што да правиме, се живее. Пензионерски ние, доста е убаво ние. Куќата? Куќата наша ние се изградивме од порано, кога сме биле на работа. А мажот ми не, од 98 беше... Ама здраве Боже, добро. Здраве Боже, добро беше. Добро е, бе, направивме, постигнавме. Бе, и сега ни е добро. Време за уживање. Време за уживање шетаме. Каде? Со пензионери и така самостални. Бевме на шетање, у странство, Прага за Нова година, Виена, Дрезден, Карлови Вари. Што да кажем? А синот дома? Дома, тој ни уплати. Што да правиме? А тој треба да ужива. Па нека уживат млади, за тек ќе уживат. Ние, ако бевме млади, работевме. Како што е ред, во секое македонско село си има црква. И клисар. Нашата црква датира денешната што ја гледаме од после земјотресот во 1931 година. Значи после земјотресот во 1932 година е почнато да се гради, а осветена е неколку години потоа пред почетокот на Втората светска војна. Зошто токму Свети Георги? Па Свети Георги е заштитник на нашето населено место. Исто така и манастирот над селото е Свети Георги, така да тоа е земено од народот во времето кога е изградена првата црква. Имаме уште една црква горе на гробиштата, исто и таа се викала Свети Георги. Меѓутоа, пошто тука имало и друга помала црква пред да се изгради оваа, во тоа време тогашните власти одлучиле школата и црквата да бидат поблиску, пошто се учело тогаш и веронаука, така да учениците во тоа време ги носеле на часови по веронаука во оваа црква и тоа го правело селото, населението подобро да ја практикуваат верата. Дали оваа црква е градена на стари темели? На стари темели од поранешна црква. Да. Значи, пред да биде земјотресот, на ова место имало и друга мала црквичка била таа, така да искористени се тие стари темели и така изградена е оваа црква. Потоа во 1993 година имаше пак еден земјотрес, но не со таква голема јачина, бидејќи ние оваа поднебје тука страдаме доста од сеизмички потреси. Имаше опасност црквата за да не падне, па со помош на сите верници од Пирава, со собирање на доброволни прилози и со помош и од други фактори тогаш во државата и од општината, е реновирана црквата во 1994 година од покојниот архиепископ дедо Михаил е преосветена. Полно село е Пирава, со имоти, луѓе, деца. На овие сестрички родителите беа на работа. Најмалата кај баба и, а тие со другарките. 3 сестри и 3 интересни имиња. Од школа? Да, од училиште там е братучка таа сестра. А колку деца сте имали? 3. Кои си? Јас, Симона и Мелани. А ти си? Најголемата. Весна. Весна. Која поја сакаш? Мелани или? И двете. И јас и сестра ми ја сакаме најмалата највеќе. Ја пазиме, се грижиме за неа и помагаме во училишта. Подготовката за училиштето. А и правите јадење? Не, баба ми прави. А кај е баба? Баба ми... Дека беше?
Отиде од задната куќа. А родителите кај се? Тие се на работа. Девојченцата вредни и добри ученички, одговорни и воспитани, и од дома, ама и од училиштето, од вредните наставници и педагози. Тие се како едно семејство. Пирава, тоа радува, има убаво училиште, полно со ученици. Добро де, може да има и повеќе, ако даде Господ, ќе се придодаваат од година на година. Во моментот се наоѓаме во подрачното училиште Гоце Делчев во село Пирава. Тоа е деветолетка од прво до девето оделение, кое што работи во склоп на училиштето Јосип Броз Тито Валандово. Значи, централното училиште на оваа школа се наоѓа во Валандово, но поради големината на училиштето, еве и ова село има училиште од прво до девето оделение, иако е подрачно училиште, има целосна екипираност. Работи училиштето во 2 смени, има околу 170 ученика, професионално е потполнето со сите потребни кадри, професори, раководители на училиштата и до 95-та година, учебната 95-96 година, децата од село Пирава патуваа во градчето, тука во Валандово во градот, во централното училиште. Од 95-та година, еве 20 години, како не патуваат, тогаш се дојде до заклучок дека побезбедно и подобро е за дечињата, за учениците да патуваат, да не патуваат, тоест за градот Валандово, а 20 или 30 професора возрастни луѓе да патуваат кон Пирава, заради безбедност, заради време и не. Ако нема, ќе нема настава. Така, ученици има, фала му на Бога дал Господ ученици, ги има. Еве, случајно од ова село имаме и доста одлични ученици. Сега до мене стаса едно наше учениче тука кое што заврши 9-то оделение, учи во средно училиште во Струмица Диневски, кој што е во исто време и еве ми кажа дека освоил и прва награда за алтернативна физика, што мене како директор и на населението во Пирава ни представува задоволство. Моје мислење е дека на училиштата му требат уште 4 училници и да работиме во една смена. Од тие причини ќе имаме и многу заштеда, од секаков вид на заштеда во училиштето. Иначе негде во периодот 2013 и 2014 година училиштето има и е реновирано и има така наречена енергетска ефикасност, во која што современо училиште, така во која што се подобруваат летно време температурата е попријатна, зимата исто така заштедуваме на енергија. Училиштето е опремено со кабинети, за секој дете компјутер и се вклопивме во тој дел со сите училишта во Република Македонија. Дај Боже и во останатите македонски села да има детски џагор, веселост и разиграност. Довидување од убавите села во Македонија.